Јас сум Елена Чагоровска и јас му припаѓам на семоćниот Господ Исус Христос, нашиот единствен Спасител. Исус ми дава сила, вера и надеж, оставам се во Негово владење и секој пат ме води по правиот пат, по Негова волја. И токму за тоа ќе ви раскажам сведоштво кое се случи во четвртокот и петокот. Во средата се молев со Васе, сотрудникот Прилеп, не и беше добро. До попладнето се слушнавме и кажа дека и е подобро. Во четвртокот ме тераше нешто да се молам за Стефанија и за Васе. Се молев и ги благословував. Се јавив кај Васе, се помоливме и рече дека нема ништо, дека денес е многу добро и ги обавува сите домашни задачи. Се слушнав и со Стефанија беше добра. Помислив, слава ти Исусе, сите не чуваш. Вечерта имаше читање од Словото. И чудно се случи. Глас некој ми велеше: остај, не мора да слушаш, не се приклучувај. Токму вечерта имаше пречка во приклучувањето со групата. Не можевме да се приклучиме. Ми беше чудно. Течаа минутите, а не бев повикана. Го игнорирав гласот и се приклучив. По завршувањето на читањето од Словото ми задзвони Васе да ми каже дека многу лошо паднала, а таа нема ниту гребнатинка, слава ти Исусе, а за случката имаше и сведоштво. Му благодаревме на Исуса за моќта и заштитата. Вечерта легнав и ноќта имав немирен сон со будење и наеднаш ме разбуди болка во кичмата. Не можев да се превертам на другата страна. Си помислив, може би лошо сум лежала, но повторно болка во кичмата и едва и станав и чекорев. Не можев да се превртам, не можев ниту да седам, ниту да лежам. Се помолив и сум заспала. Утрото кога се разбудив, повторно болки во кичмата и едва и станав и чекорев свиткана. Се молев, а болката запираше 15 на минути и пак почнуваше. Така неколку пати истото се случуваше. Игнорирав и се молев. Се јавив кај Васе и покрај состојбата и реков дека ќе дојдам да ја видам. Не и кажав за болката во кичмата. Во главата почнаа мисли дека Васе треба да сними сведоштво за слава Исусова. Во моментот немав болка и излегов. Само што направив 10 чекори, нешто ме блокира, не можев да мрднам, јаки болки во кичмата, а нозете едва ги движев. Почнав со молитва и заповеди. Траеше повеќе од 2 до 3 минути. Почнав да извикувам, ништо не можеше да ме сопре кога е Исус е во мене и со мене. Сведоштвото ќе биде снимено: Исусе, јас можам да одам, мене ништо не ми е. Во истиот момент болката исчезна, а јас се чувствував толку лесно како некој да ме искапа. Мислев ќе летнам. Попат му благодарев и го славев името Исусово, како ништо да не се случило. Ке Васе го снимивме сведоштвото и се молевме. Дојде и Стеве и им раскажав што ми се случуваше. Слава ти, Господи Исусе Христе, што не запазуваш од лукавиот и што ни даваш сила да се одбраниме. Со тебе можеме се. Те љубам, Исусе.